Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Исус им говореше многу во параболи, велејќи: Ете, излезе сејач да сее, и кога сееше, едни зрна паднаа покрај патот, долетаа птици и ги исколваа. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја и набрзо проникнаа, зашто земјата не беше длабока. Но штом изгреа сонцето, тие свенаа, па бидејќи немаа корен се исушија. Некои паднаа во трње и израсна трњето и ги задуши. Други паднаа на добра земја и дадоа добар плод. Едно 100, друго 60, а трето 30. Кој има уши да слуша, нека чуе. Кај секого што го слуша словото за царството и не го разбира, доаѓа лукавиот и го граба посеаното во срцето негово. Ете, тоа означува посеаното покрај патот. А посеаното на камен е оној што го слуша словото и веднаш со радост го прима, но нема во себе корен и е непостојан. Дојдат ли неволји или гонење заради словото, веднаш отстапува. Посеаното пак во трње е оној што го слуша словото, но грижите од овој свет и примамливото богатство го задушуваат словото и тоа останува без род. А посеаното на добра земја е оној што го слуша словото и го разбира и дава плод. Еден 100, друг 60, а трет 30. Јас и ти, со нашите мисли, нашето однесување, нашите апетити, имаме капацитет да ги задушиме ветувањата на Бог за нас. Во Светото писмо пишува дека некои од семињата паднаа во трње, израсна трњето и ги задуши. Така и ветувањата за нас можат да бидат задавени, задушени од измамата, грижите и товарот на овој свет и погрешните желби. Значењето на зборот грижа, загриженост, е дефиниран како немир, неспокојство поради некоја непријатност, тешкотија, проблем. Со други зборови, значи поделен ум. Многу луѓе искусуваат анксиозност, збунетост, стрес, бидејќи нивниот ум е поделен, се неодлучни, неопределени, збунети. Понекогаш постојат повеќе опции и доаѓа збунетоста, што да се одбере, односно опцијата Исус и сите останати опции. И прашањето е што да се одбере. Еве една поучна вистинска приказна за човек кој доживел сообраќајна незгода во која ја изгубил левата рака. Претходно бил успешен атлетичар, бидејќи сакал да се занимава со спорт, одбрал одбојка. Станал толку успешен што стигнал дури до светско првенство. На прашање од новинар, како може човек со една рака да ги победи сите напаѓачи кои играат со две раце? Одговорот бил следен: па тоа е лесно, се е до опциите. А новинарот го прашува: како мислите опциите? Тој возвраќа: кога топката доаѓа, мојот напаѓач треба да одлучи која рака ќе ја употреби. А јас имам само една опција и одлуката ја носам веднаш. Што заклучуваме од овој пример? Многу поединци имаат многу опции, а со тоа ја покануваат збунетоста. Кога ја покануваме конфузијата, тогаш всушност ја креираме атмосферата за анксиозност, загриженост. Ова не значи дека никогаш нема да се соочиме со грижата, но постои разлика кога сме одлучни само на едната, вистинската опција, а тоа е Исус Христос. Што значи, опцијата дека сум гладна за Божјата волја, не ме интересира што се е потребно да ја реализирам истата.
Исус рече: "Мојата храна е да ја извршам волјата на оној што ме прати." Божјата волја понекогаш е многу горчлива по вкус, но е пријатна за стомакот. А човековата волја е секогаш сладка по вкус, но горчлива во стомакот. Има нешто во Божјата волја што негува, што зацврстува. Секој момент што го поминуваме во загриженост и анксиозност, ние всушност го храниме зверот што ги задушува Божите ветувања за нас, за нашиот живот, за нашата судбина. Ѓаволот не може да ги прочита твоите мисли, но може да ги прочита мислите што ги предлага, односно сугерира. А може да заклучи кога неговите предложени мисли ние ги прифаќаме, што е и знак за штитот на нашата вера, бидејќи се променува нашата појава, тоест постои согласност. Ѓаволот секогаш е мотивиран и охрабрен од нашата согласност. Да се согласиш со непријателот го храбрува да краде, да убива и да уништува. Затоа, треба да бидеме свесни на кого му даваме согласност со нашето однесување, дали на Исус Христос или на ѓаволот. Почитуван слушател, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос со Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таме каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е лут и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос, спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори: мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гребови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чиста, те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секој добро почитување. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадинова. Елиезер.